Почитувана председателка на Комисијата за финансирање и буџет, господица Сања Лукаревска, почитуван заменик министер за финансии Николче Јанкуловски, почитувани колеги пратеници, почитувани граѓани. Буџетот за 2025 година е многу повеќе од финансиски документ. Тој е план за едината на нашата држава. Со овој буџет ние инвестираме во подобра иднина на сите граѓани. Иднина во која секој ќе има шанса за успех и благосостојба. Овој буџет е резултат на темелно планирање и представува стратешки одговор на економските и социјалните предизвици со кои се соочува Република Македонија. Но пред да ги истакнам клучните елементи на овој предлог буџет, дозволите ми да направам краток осврт на буџетските политики од претходните години, особено од времето на претходната влада. Овие собраниски клупи од страна на опозицијата комплетно се пополнети од луѓе кои се поранешни министри и функционери на владата на ДУИ и СДСМ. Ке истакнам само дека нивните стотици амандмани на овој буџет се уште еден еклатантен доказ дека изминатите 7 години ја имавме најнеспособната влада во историјата на Република Македонија. Замислете да потрошите како влада над 30 милиарди евра пари на граѓаните во 7 буџети и денес да поднесувате амандмани за изградба на улички, канализации и водоводи е повеќе од лицемерно. Сакам јасно да истакнам дека за овие нивни амандмани владата и премиерот Мицкоски обезбедија рекордни 250 милиони евра годишно и нивната реализација веќе е во рацете на градоначалниците. Затоа, колеги од опозицијата, најпрвин треба да ја наведнете главата, а потоа да ја кренете раката за подршка на овој буџет. Во минатите 7 години претходните буџети беа обременети со нереални прогнози и слабо планирање. Тоа резултираше нормално со неисполнување на целите, но и со значителни финансиски дупки. За жал, сведоци бевме на неефикасно управување со јавните средства, голема корупција и криминал од власта, а најголем дел од капиталните инвестиции за жал остана само на хартија со никаква или многу минимална реализација. Тие буџети често беа носени без вистински диалог и анализи, а резултатот беше економија која стагнира и назадува. Недоволната реализација на капиталните проекти, како и неуспехот во привлекување странски инвестиции, ја влошија довербата на граѓаните и бизнис секторот во државните институции, што представува сериозен проблем. Дополнително, недомакинското и расипничко трошење на буџетите и илјадници граѓани останаа без потребната подршка во време на најголемите кризи. Нашиот предлог буџет за 2025 година, за разлика од претходните, е базиран на реални прогнози и јасни приоритети насочени кон обезбедување на фискална, а со тоа и економска консолидација и стабилност, социјална правда и долгорочен одржлив раст. Оваа влада е повеќе од решена да ги исправи грешките од минатото и да воведе нова ера на фискална дисциплина и транспарентност. Во буџетот за 2025 година е предвидено вкупните приходи да бидат од околу 358,8 милиарди денари со проекција за раст на даночните приходи преку подобрена ефикасност и борба против сивата економија од приближно 13%. Вкупните расходи од 400,2 милиони денари, каде значителен дел ќе се насочи кон капитални инвестиции, за разлика од претходните години, кога капиталниот буџет остануваше тотално неискористен. Буџетски дефицит од 41,4 милиарди денари, што е понизок за 3,3 милиарди денари во однос на тековниот буџет за 2024 година. Ова се амбициозни, да, но и реални цели кои се базираат на позитивните економски трендови што ги бележиме. Нашите приоритети се јасно поставени и се разликуваат од претходните политики на неисполнети ветувања. Затоа реален и достижен е растот на економијата од 3,7%.
За разлика од претходната влада, која главно се подпираше на краткорочни популистички мерки, ние се насочуваме кон долгорочни инвестиции во инфраструктурата и иновациите. Овој буџет предвидува 5% од бруто домашниот производ да оди за капиталните расходи, односно 50,5 милиарди денари, што е 12,3% учество во структурата на расходите, еден од најголемите досега. Ке се сложите сите, ова е силна развојна компонента на овој буџет. Морам тука да ги истакнам проектите кои се важни за моите сограѓани кумановци. И тоа проектот за изградба и рехабилитација на источниот дел од железничката пруга од коридорот 8, делница Куманово, Белјаковце, Криван Паланка. Потоа рехабилитација на државниот пат А2, делница Куманово, Страцин, тоа е првата фаза од патот. Изградба на заедничкиот железнички премин на Табановце. Изградба на локални капацитети за управување со отпад, станица за трансфер и постојки за компостирање и зелени точки во делот на североисточниот регион. Едно од тука е во Куманово, каде што ќе се надмине долгогодишниот проблем со депонијата краста. Изградба на основна и внатрешна и надворешна сообраќајна и техничка инфраструктура, водоводна мрежна, атмосферска и фекална канализација со пропратни објекти во технолошко-индустријската развојна зона во Куманово. За разлика од претходните буџети, кои беа минимални во поддршката за ранливите граѓани, овој предлог буџет значително изголемува средствата за пензии и здравствена заштита. Покрај задоволни пензионери со второто линеарно зголемување на пензиите од 2500 денари, ќе имаме инвестиции во модернизација на здравствените установи и изголемена достапност на услугите за сите граѓани. Образованието ќе добие значително зголемување на буџетот со акцент на дигитализација и модернизација на училиштата и универзитетите. Досега средствата за образование беа недоволни, што резултираше со недостаток на ресурси и квалитет во наставата. Оваа влада, што се рефлектира и во овој предлог буџет, постигна историски договор за зголемување на платите во образованието. Неопходни ни се задоволни наставници за да имаме квалитетна младина. Претходните буџети не предвидуваа значајни средства во борба против климатските промени. Издвојуваме големи средства за проекти за енергетска ефикасност и обновливи извори на енергија со цел да обезбедиме одржлив развој. Почитувани пратеници, овој предлог буџет е јасен сигнал дека оваа влада учи од грешките во минатото и е решена да ги постави темелите за една поуспешна и стабилна иднина. Нашиот фокус е на реални реформи, економска стабилност, што ќе резултира со многу подобар животен стандард за сите наши граѓани. Почитувани колеги и пратеници, ве повикувам сите да го поддржите овој предлог буџет и заедно, и власта и опозицијата, да ја водиме нашата земја кон просперитет и стабилност. Ви благодарам за вниманието.